Цивил медија. Каква е според вас состојбата на лицата со посебни потреби во Штип, со оглед дека вие сте гласноговорник на една иницијатива што неодамна многу добро функционираше, 5 до 12, до каде е иницијативата и една поопшта слика за тоа што се случува со лицата со попреченост на локално, па еве и да речеме на национално ниво? Значи, ситуацијата со лицата со посебни потреби е катастрофална, да не се лажиме. Се трудат нешто да се направи, ама се што прават без нас да не консултираат. Ние, значи, во нормалните земји прво се прашува тоа некој што го имаат проблемот. Например, како ја да ви го решам проблемот на вас новинарите, не сум стручен за тоа, ако, пример, не ми кажете што ви е проблемот. Така е и со лицата со посебни потреби. Во Штип, например, имаме два центри кои што се нефункционални. Вработените колку толку се трудат, меѓутоа нема услови во овие центри, нема обуки за вработените. Центрите тоа треба само да се види. Значи, моментално сакаме во Центарот за аутизам, бидејќи подот е бетон со итисон, што веќе се дроња и тоа представува и за здравјето лошо нешто. Значи, ние чекаме веќе трет месец од Министерството да ни одобрат, за ние со наши пари да го направиме подобро. Ние, за разлика од други здруженија, значи, учејќи се од грешките на претходни здруженија и иницијативи, свативме дека мора да бидеме обединети околу нашата заедничка борба. Бидејќи порано, што направиле и текнаво дајќи ги раздели па ваде. Ги поделиле на сојузи. Сојуз за срепи, сојуз за инвалиди и различни здруженија, пример, здружение за аутизам, здружение за даун, и цело време муабетот беше као ако дадеме на едните, другите ќе се лутате, па дајте на сите. И ние решивме да се обединеме, значи сите заедно, бидејќи проблемот се решава со системски решенија. Не се решава со покачување на посебен додаток или такви смешни работи кои што обично пред избори ги прават. Значи се решава системски. Ние сме здружени како Спротивни срца кои што потикнавме иницијативата 5 до 12, каде што се спојивме повеќе здруженија. Нашата идеја беше конечно да се избориме за системски решенија. Тие системски решенија ние ги ставивме на хартија, значи беа дадени и на министерот од времето на ВМРО-ДПМНЕ, потоа на Ременски, па на крајот и на Мила Царовска, ги дадовме дури на партиите, бидејќи знаеме дека институциите фактички се само театар. За жал, во нашата земја партиите се тие што го имаат крајниот збор и за вработување и за се. Бидејќи во еден центар да се отвори, претежно не се гледа најстручниот и најдобриот за децата да се работи, туку тој што е погоден за партијата. Јас сум председател на иницијативата 5 до 12, и некои од здруженијата не ја послушаа препораката и на еден начин се продадоа. Бидејќи многу се убави тие грантови кои што ние решивме дека не ни требат, бидејќи обично како се прави и порано и сега, одберат едно здружение, една категорија, на неа ќе дадат се. На другите категории ништо, и еве ти ги кавгите, еве ти ги поделбите. Тоа се случи и со иницијативата. Значи, за едни категории се даде, за други не се даде, и тоа, па се надевам дека не беше намерно, ама до сега секогаш е било намерно. Затоа и ние сме едно од здруженијата, јас секогаш ги повикувам, ама до сега не се е случило, да се прават ненадејни ревизии на финансиските работења на здружениите, сојузите, фондациите, бидејќи гледате што се случи со фондација Допир, со некои здруженија, меѓународниот сојуз. Така што ние решивме да формираме и фондација. Значи, иницијативата 5 до 12 ја ставивме во мирување и се решивме за уште погорем чекор формирање фондација која што здруженијата кои што останаат досредни на она дека ние нема да се продадеме, за жал така функционира кај нас,
туку ќе се избориме за системски решенија. Меѓутоа, поради тоа што институциите не се баш заинтересирани за системски решенија кои што стварно ќе ни помогнат, ние решивме сами на себе да си помогнеме со оваа фондација. Кои други замисли и идеи ги имате за да профункционира ова понатаму? Значи, ние како прво, се врти околу парите. А бидејќи не државата и институциите не се толку заинтересирани да ги вложат парите, ама на вистински начин за нас, ние решивме сами да собираме пари. Значи имаме неколку успешни проекти на кои што собираме пари. Еден од тие е продажба на мајци во Америка и Канада со нашето лого. Тоа се и оди. Сега наскоро планираме да се пушти сајтот, веб страната за донации, на која што ќе се собираат донации за рехабилитацијскиот центар, пилот проект, кој што сакаме да биде во Штип. Меѓутоа, нашата замисла е 9 рехабилитацијски центри во Македонија, еден во Скопје и по еден во регионите. На нас, на сите фамилии кои што имаме деца со посебни потреби или инвалидитет, се соочуваме со безброј проблеми. Значи, социализацијата во општеството тешко оди. Тешко оди двострано. Од една страна од општеството, од друга страна и од самите родители понекогаш, кои што си ги кријат децата, не сакаат да изрегуваат во јавност. И на тој начин, ако не излезеш во јавност, како да те нема. Значи, таква е поставеноста. Во нормални земји не мора ни да изрегуваш во јавност. Институциите си функционираат и си имаат системи, начини на кои новија фамилии им се помага. Тука немаме ништо, немаме никаков систем. Буквално, кога детето ти се роди со инвалидитет или со посебни потреби, ти вуташ во системот. Значи, никој не ти ни објаснува кај да одиш, што да правиш. Буквално сам мора да се избориш и да најдеш некој начин. Значи, основните права не ти се објаснети. Значи, буквално треба за се сам. И затоа ние и го основавме здруженијето за на новите родители да не почнат од нула. Значи, ние сме тука за нив. Буквално, мојот телефон, например, 078-498-340 е отворен за сите у секое време и не ми повреме 2 сати да објаснувам на нови родители, значи да не лутат, туку што од почетокот барем нешто од нешто самите, бидејќи од државата скоро и да немаме ништо, и логопедите се сами си плаќаме. Терапиите обично со суплементарни терапии си ги купуваме на приватно, ги нема во Македонија, па ги набавуваме од странство, па државата ни наплаќа царина за нив. Тоа е, значи, страшно. Тоа е страшно. Ние почнавме да ги информираме сите релевантни фактори во странство за ова. И постепено наш тим на адвокати спремаат на државно ниво, значи спремаат тужба до Страсбург за тоа што Македонија е потписник на Конвенцијата за човекови права. Исто од Обединетите нации има потпишено за лицата со посебни потреби, меѓутоа тоа во реалноста не се осеќа. Не се осеќа и ние планираме, значи, и амбасадите се информирани дека ние сме ќе мора да го направиме, да ја даеме Македонија пред судот за човекови права, во кој што ќе учествуваме групно родители, здруженија, сојузи. И среден чекор ќе биде, затоа ги известиме и амбасадите, дека ќе баваме и азил, бидејќи ситуацијата тука е многу лоша. Ние сакаме, ама имаме и начин како да ја подобриме, така што се надевам наши партнери од Европа сватија, им кажавме, многу поевтино ќе ви биде да ни помогнете да останеме тука, отколку да дојдеме во вашите земји и ние да бидеме товар на вашите социјални системи. Веќе кога ги Значи, спомнувате институциите, дека сте се обратили до амбасадорите, значи дипломатската јавност, политичките партии ги спомнавте исто така. Каков одговор добивте од таму? Па обично устен одговор е, или нема одговор. Пред
вчера дознав дека има и правна основа и да се обжариш и работи, ама вчера дознавме за тоа. Бидејќи приморани сме да бидеме се и нутриционисти, и доктори, и правници, и се. Умеѓу време проблемот со децата и дури проблеми со депресии и штори уште не е ставката на развод на бракови во овие фамилии кај ванаривите категорија е многу погорема. Значи, изгора на се ние треба да бидеме се тоа. И камен да си ќе пукнеш некогаш. И затоа решивме тие што уште не држи умот и уште не сме се разборели да направиме нешто во врска со тоа. И решивме да го направиме сами. Значи, јас се надевам дека наредната година ќе биде преломна година во која што првиот центар ќе се направи и одма потоа ќе се продолжи со други центри. Цивил медија